ви текнували кога Вашингтонскиот договор се потпиша, дека имаше една од стипулациите во договорот беше дека година дена Косово не смее да агитира за прием во меѓународните заедници, што прави Бујар Османи тоа го прави. Да, во Шпанија. Наместо Во Шпанија отиде да агитира за признавање. Значи тоа е работата. Немаме ние што тука да коментираме, и таа иницијатива за излегување од отворен Балкан е против интересите на Република Македонија и погубна, и ние едноставно мислам дека јасни се нашите позиции во врска со тоа. Најголеми вработувачи се тирзовите. Втор на најголем девизен прилив имаме од девизен прилив во државата. Имаме втори по големина девизни приливи се од тирзовите, први се гастрабетерите. Ние имаме покрај тирзовите, ние имаме уште 20.000, 30.000 луѓе кои што работат во како услужни дејности за фирмите во тирзовите. Во Македонија има дефицит на кадар, бидејќи тој кадар го абсорбираат овие тирзови, овие странски инвестиции. Да, дека бил донесен законот тогаш кога се привлекувале странски инвестиции, бил екстремно либерален за инвеститорите, бил. Мислам тука нема збор. Бил, но претпоставам било од причина за да се привлечат, бидејќи имаше конкуренција од другите држави околу нас, имаше конкуренција. Нели тие нудеа поволности за странски инвеститори. Верувам дека ако се носи нов закон, тој би бил малку порестриктивен и малку повеќе во корист на Република Македонија, во смисла, не знам, ќе мора да остават ќе мора да пренесат некои од новите технологии ќе мора да плаќаат некои даноци и така натаму. Значи, од тој аспект не гледам зошто странската инвестиција би била проблематична. Ја денес не ја гледам како проблематична ни една странска инвестиција. Пак не се проблематични сами по себе. Проблем е тоа што ти го говориш, значи ние ги ослободуваме од даноци, Да, ма времено се ослободили, ама мислам дека веќе им поминуваат тие. Да, ама сега јас не сум вакво стручен за ова, ама дури има некои податоци дека нели ги ослободуваме од придонеси, ги ослободуваме од даноци, ги ослободуваме од ова она. На крајот на криштата многу е поекономски исплатливо Македонија да ги отвори тие работни места него да зависи од странските инвестиции. Повторно ќе кажам, ние левица не сме луди, ние сме за странски инвестиции сето тоа, но само да се гледаат странски инвестиции како начин на развивање на економијата е погубно. Тоа е целата работа. Ама тоа е, знаеш, а инаку за Балканот само би сакал да искоментирам. Што е разликата помеѓу државата и приватна колку компанија? Знаеш, например, чекај само секунда. Од странство што би ја донела инвестицијата. Разликата е што државата ќе треба да се задолжи за да ја отвори таа фабрика, а странската инвестиција ти е чиста. Ама не ти збори он државата да отвори фабрика. Како не ти збори? Он ти збори македонското стопанство да отвори фабрика. Не, значи паралелно и државни субјекти и протекционизам за наши домашни фирми. Апсолутно. Да, ама тогаш ќе треба да се излошуваат твоите фирми, а вака некој странец вложува свој капитал или он се задолжува и ти дава додадена вредност од твојата економија. Таму е таа некономска логика која ти дава затоа што он после вади дивиденда и си ја носи дома. Ама не е така, ти плаќа данок, фабриката не може си ја земе со себе. Ама он ти плаќа тебе данок у вредност од 2 милиона евра, а од дивиденда си носи дома 200 милиона евра. 2 милиони евра. Ама си ги нема. Ама ова е човече кона, ова е мислам да не бидам дегутантен, ова е кона камени мост да просиш жими се. Ама си ги немал. Таква е, па си немал ни 20 денари ако ти фрли некој 20 денари, значи таква ми е логиката, озбилно, просење на камени мост. Па Кина како го направи економското чудо? Значи, тоа ми е работата, да. Си нема 20 денари, да, ако не ти ги фрлат. Значи, целата работа ми е Кина така го направи економското чудо. Инаку чисто за Балканот, затоа што го спомнавме Балканот, нели климата на Балканот. Добра аналогија. Да, таа е аналогијата. Си ги нема тие 20 денари да ти ги фрли. Ама стварно тоа е со странски инвестиции. Значи, со Балканот, затоа што ние нели вакво отворивме поволности, го либерализиравме нели вакво условите за влегување на странските инвестиции, ние практично на Балканот имаме трка до дното со такви работи. Затоа на пример нашата концепција и за надворешна политика, регионална политика е да влеземе во преговори со балканските држави да направиме заедничка даночна унија.
затоа што мора да се пристапи кон таков еден принцип на водење на регионална политика, да седнеме на маса со сите наши соседи и со сите земји од регионот и да постигнеме заедничка даночна унија за да не одиме во трка до дното. Тоа е целата работа. И во една таква констелација сите држави во регионот би постигнали стабилност и дури тоа што Европската унија не го охрабрува, а тоа е заедничко политичко дејствување на регионалните држави, туку охрабрува економско заедничко дејствување. Еве тоа е во доменот на економијата. Јас мислам дека ние и тоа би го направиле од позиција на власт, би агитирале и би притискале за воведување на една унисона заедничка даночна унија со балканските земји, кои мислам дека нели би го прекинале ова трчање до Отворен дното. Балкан беше сега оспорен или Отворен Балкан сака да оваа влада на СДСМ имаше иницијатива да излеземе од Да, за излегување. Тоа е таа нивната краткогледост. Значи јас мислам дека тоа е апсолутно позитивно. Дури економското поврзување на оската север-југ со Србија и со Унгарија исто е многу позитивно. И кога би имале некои малце понормални односи, кога би покажале орбет, дури и економско поврзување надоле на кај Солуна нас би ни одговарало. Значи, ние сметаме дека секоја економска соработка со земјите од регионот е позитивна и дека нашите едноставно елити понекогаш, ова ни се покажало дека одработуваат за странски центри кои не им одговара регионална соработка на Балканот. И тоа всушност беше и тоа со Отворен Балкан, затоа што Отворен Балкан, кој се противен Отворен Балкан? Дуи, да. Тоа е тоа, апсолутно, затоа што нели Косово не е. Тоа е такмичењето кој поише го поштува Косово. Леле, морам ова да го искоментирам. Ви текнували кога Вашингтонскиот договор се потпиша, дека имаше една од стипулациите во договорот беше дека година дена Косово не смее да агитира за прием во меѓународните заедници, што прави Бујар Османи тоа го прави. Да, во Значи, Шпанија. наместо И тоа во Шпанија во Шпанија отиде да агитира за признавање. Значи тоа е работата. Немаме ние што тука да коментираме, и таа иницијатива за излегување од Отворен Балкан е против интересите на Република Македонија и погубна, и ние едноставно мислам дека јасни се нашите позиции во врска со тоа. Сашо Сибиновски, морам да ти искоментирам, брат. Вика странска инвестиција, 2 точки. Доаѓа Ханс, гледа празна пољана и вика таа ми треба, ти му градиш пат, струја, муја цела инфраструктура, му даваш субвенции, јака инвестиција, јака, браво Ханс. Сега ти кажам, една зелена пољана на влезот на Кавадарци, пред да влезеш од десна страна од Кавадарци, таа беше зелена пољана. Ништо немаше таму. Беше зелена пољана во која што живеа змии, штурци и не знам, и крлежи. И не носеше на никого ништо добро. И дојде Ханс и направи Дрекслер Мајер. И у Дрекслер Мајер работат 12.000 луѓе, зимаат плата. 12.000 фамилии носат дома леп. Ама зашто Ханс да земе 200 милиони евра? Јака или слаба инвестицијата? Да, зашто Ханс да земе 200 милиони евра? Еве сега ќе ти кажам, Милош, зашто. Зашто? Он ги зима заради тоа што од тирзовите... Не мене ми кажеш, ја тоа од преска ти го кажав. И државата и 2 милиони да земе е поише него тие овакво да не ги земе. Вака се да ти кажам. И така да му ја даеш полјаната. Вака се. Ја кога ќе извадам дивиденда, мене ќе ме оданочат. Да. Кога Ханс ќе извади дивидендата, нема да го оданочат. Да, ама Ханс ќе донесе странски капитал кој што си го нема во државата, кој што за да го земе домашна фирма треба да се задолжи, да го зголеми, не затоа што збориш лаички. Сега ти кажам, знаеш ти, не го знаеш. Па го знам. Знаеш ти кои се на пример условите за странските инвеститори, посебно за Дрекслер Мајер, Ван Хол, Джонсон Мет и Джонсон Контрол? Кои се? Не. Оние како се викаат тие у Охрид, Кемет Електроникс, ти реков. Знаеш кој бе? Не. Они беа ослободени од царина, они беа ослободени од давачки за инвестиција, они беа ослободени од давачки тие што инсталираа опрема, они беа ослободени од давачки за репроматеријали, од све. И они све донесоа од надвор, од надвор дојдоа експерти, монтираа све, од надвор ја купија опремата и они при таа инвестиција во Македонија де факто во Македонија на македонската економија остаја нула. Не е така. Не, апсолутно. Не е така. Сега ти го имаш ноу-хауто како да направиш и го немаш, го немаш. Ти имаш опремата, и го немаш. Ти ја донеле тука, ти го донеле ноу-хауто. А како го имаш ноу-хауто кога он тебе не ти го продава ноу-хауто? Он не ти го дава ноу-хауто. Со тоа што ти го обучува твојот кадар кој што работи во Македонија, Македонија, не е така. Го пренесува знаењето. Не е така. И ти прави
NDA agreement и ти вика на твојот работник кога ќе излезеш ти од тука од работа, од наредни 6 години тоа што сме го работеле Така тука, е, не смеш да го така работиш е, што ние така друго е. место. Така Е па тоа е NDA. Па се И тоа не е пренос на технологија. Ама А тоа во го други имаш и у Кина. пример Кина еве го ќе ти краде кажам, пример. ноу-хауто. Еве сега ќе ти кажам, на пример, И во затоа Србија, имаш пандан на iPhone. во Србија, Кинески. во Србија тоа е reverse engineering, не е ноу-хау. Како не е Во Србија, Reverse engineering. Ноу-хау ти спаѓа и инженерингот. Не. реверс engineering и ноу-хау е многу разлика. На софтвер и Ама не се архитектура на убедуј со мене, сега ти кажувам фактички Не, состојби. Кина нуклеарна бомба добива со реверс инженеринг, додека ако не грешам, Америка на своите сојузници им го дава ноу-хауто. Тоа е целата разлика за направење сега на дозволи ми да нуклеарна ти бомба. докажам. Во Србија на пример, кога се добива странски инвеститор, кога влегува и кога потпишува договор за привилегии при странска субвенција, во договорот му пишува странскиот инвеститор е должен во рок од 2 години да го префрли ноу-хауто на српските компании, српските работници, ти реков ми рече институти, градежни, рударски, универзитети, да го префрли. Е должна, кај нас го нема тоа во па ќе отиде тој што еве има треба да се формира има универзитет, има финки. Милош, ние се понашаме ко Буркина Фасо да сме биле цел живот. Значи ние сме ти го го имале викаш тоа и сме финки го и го викаш финки и му викаш должен си ти на финки да му исклучиш 40 студенти секоја година да доаѓаат кај тебе за да учат како се работи на тој робот. Машински факултет, не знам кој. Така се префрлува ноу-хау. Кај нас ги немаа тие и ги немаат се уште тие обврски во договорот кога се добива ти се фати само за едно нешто. За Се што ти секоја странска инвестиција у која што државата не вложила, да речеме, директно пари. Значи нема вложила во со инфраструктура. ослободување од придонеси вложила. Вложила со инфраструктура за колку чини таа инфраструктура? Еве па на кажи пример ми. Тирзот у Скопје кошта сигурно 200-300 милиони евра. Ами и автопатите 200-300 околу милиони евра. Тирзо, Да, тоа е, ама значи ти не е го- само ама една ти го локација, добиваш- тоа е инфраструктура на цела добиваш држава. дупло, тоа на годишно ниво, тој Не, ти значи- добиваш. И како не добиваш? Милош, ајде да поставиме вака Од кој тезата. данок? Данокот што го плаќаат. Не плаќаат Абе, ни не го автоти плаќаат збора. данок. Сега више дел од нив Не почна да плаќаат. плаќаат. Тирзовите се Откако без не цар- платија стотици милиони евра. Значи тоа е целата работа. Ама- Ај другачие да ја поставиме Ама ние тезата. збориме овде за опортунитетен трошок. Не, Значи ајде да те- нешто што немаш. Ајде Ти да го те прашам немаш. нешто, ајде да те прашам Па нешто. тоа што го кажаме. Не, прати го. Ние имавме јавни капацитети во 90-тите кои беа приватизирани, така? Господ дал, ќе поминати 40 години, ќе дојдеме ние на власт. Ти имаш правни механизми да го конфискуваш стекнатиот имот, не на тие само што приватизирале, туку и на нивните семејства и да вратиш колку што можеш да вратиш. Странец се пакува и крај, не 30, 100 години, 200 години, ти не можеш ништо да извадиш. Кога е државно, кога е наше, ти имаш правни механизми и после 30-40 години да конфискуваш. Не е така. Значи, тоа е целата логика. Кина што не се спакуваат сега. Знаеш какви, види, Кина, 70 години, после смртта на Мао Цетунг, дава најдобри можни услови у свет за инвестирање на странски пред се американски компании. работата што ние- Дозволете ми само да се докажам. Им дава најдобри услови. Работниците реално имаат лоши услови, иако е тоа комунистичка држава. И сега Кина, знаеш што прави? Сега Кина која се развива и која е у позиција да биде фактор у светот, Кина им вика и они се и да сакаат да си отидат, не можат да си отидат, затоа што кинезите више знаат да ги произведуваат тие производи кои што ексклузивно некогаш само они ги произведувале, а сега може и кинеската економија. И знаат дека ако они си заминат од Кина, ќе бидат у загуба затоа што ќе треба да инвестираат у Америка, кај што имаат поскапа работна сила, поскапи repроматеријали и така натаму, а кинезите тоа ќе го направат Милош, јас едно ќе ти кажам нешто. Можеш да дојдеш до таа позиција кај што ги поставуваш Ова може и условите. публиката да ме факт чекне, 90% сум сигурен дека е така, затоа што информацијата ми е од релевантен човек, дека една од првите роботи кои има добиено voice command, значи команда со глас, е направен на Белградскиот технолошки институт и командата била на македонски јазик, затоа што инженерите биле македонци во тој момент. Значи била на македонски јазик. Сакам да кажам, оваа држава не излегуваме ние од камено доба. Ние имаме траекторија надолна просто. Да. Тоа е целиот проблем. Ние сега ноу-хау
и сите тие работи ние попатно ги имаме изгубено затоа што не ги храниме нашите научни капацитети, не ги храниме нашите потенцијали за правење на капацитети кои ќе даваат јавни услуги, добри производи на пазарот. Мене целата работа ми е затоа што почнавме од таму и сега забегавме малку. Странските инвестиции сами по себе не се лоши, ама практиката, јас верувам дека економската политика на ВМРО ДПМН и они како го замислуваат тоа, дека ќе биде едноставно ветер и магла. Тоа е целата работа. Значи на државата. Странските инвестиции во држава ја одржа, странските инвестиции ја одржаа економијата во држава. Значи тоа е неспорно. Проблемот е во затоа што се приватизира овде. Нашите капацитети кои функционирале ги разграбеа една нова елита кои стана од клошари милионери стана.